Се засилува динамиката на градење во Македонија за завршување на крупните инфраструктурни проекти во делот на патната инфраструктура. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта вели дека се работи интензивно и дење и ноќе. И за прв пат во Македонија се асфалтира и во зимски услови, што ги забрзува активностите. До нова година се очекува да биде пуштен во употреба патот Градско-Фариш, кој бил запрен поради лошиот менаџмент на минатото раководство. Наминати биле проблемите на потегот од Страцин до Глобочица, кој се очекува да биде пуштен во употреба до јануари. На потегот Кичево Охрид се работи на санирање на проблемите со косините кои биле оставени на забот на времето и се анализира кои методи да се применат. Паралелно се динамизира и процесот со Бехтел и Енка, каде конечно се отворил фронт за работа со решавање на голем дел од експроприацијата. Се надевам дека некаде пред летната сезона ќе ја пуштиме левата лента од Врбјани па се до Охрид со еден прекин кај Ботун, ете таму треба да има една девијација, еден ќе оди по ридовите, ќе има таму косини. Ако успееме, се трудиме многу да ја пуштиме и десната лента. Се надевам дека до нова година ќе ги завршиме имотните односи. Ако не ги завршиме 100%, ќе бидат можеби 90%, ама ќе им се направи фронт за работа на Бехтел и Енка. За експертската јавност е многу важно по години за останување Македонија конечно да почне да фаќа чекор со европските методи на работа. Тоа во моментов се случува и според најавите ќе продолжи засилено да се спроведува. Според експертите треба да се воведат и новитети во образованието, а да се работи и на поефикасно проектирање и исполнување на испроектираното. Да бидеме поефикасни и во областа на проектирањето и во областа на реализацијата на проектите. Посветување на многу поголемо внимание на проектните задачи, посветување многу поголемо внимание на истражните работи. Чиниме напори да фатиме чекор со современите европски тенденции. Треба повеќе почитување на научната и стручната мисла, а таа понатаму ќе ги наброи чекорите кои што треба да се направат за да фатиме чекор со овие современи трендови кои што ги има во Европа. Инаку владата има богата инфраструктурна програма. Освен главните сообраќајни правци, интензивно се градат и локални патишта и обиколници околу населени места, што се однесува до состојбата во јавното претпријатие. Во државните патишта состојбата се консолидира. Од огромната наследена финансиска дупка, односно над 1 милијарда, сега разликата меѓу долговите и побарувањата е околу 100 милиони денари.